Сега, дали Пупин можеби е на линија дека македонците се антички? Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 32-то издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија во копродукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот нов соговорник и моето тајно оружје Петар Петровски. Добар ден, мило ми е. Добар ден, добре ни дојде на нашиот подкаст, во втората сезона на нашиот подкаст и во последното издание на подкастот за летото 2019 година, конечно добиваме и нов соговорник. Па се надеваме дека овој нов формат ќе се допадне на нашата публика. Летото 2019 година ја означува 100 годишнината од подпишувањето на Версајскиот мировен договор, односно од системот на мировни договори подпишани во Париз во 1919 година. Тоа е тема која што ние планиравме да ја обработиме малку порано годинава, да го означиме овој голем јубилеј, но никако не можевме да се наканиме да најдеме изговор поради кој да ја обработиме темава. Ете, случајно налетав на еден текст кој беше споделен на Facebook, впрочем бил од 2018 година, околу наводната улога на Михајло Пупин и Вудро Вилсон. Меѓутоа, први да кажеме збор два околу Версај и околу самата мировна спогодба. Како што спомнав првин, Версајскиот мировен договор всушност не е еден договор, така? Така, бидејќи покрај главниот договор во Версај помеѓу Англија, Франција и Италија и Америка на една страна, Да. на друга страна ги имате поразените сили како што се Германија и Австро-Унгарија. Да. И го имате Букурешткиот договор, кој е еден вид на мини Версај за Балкан. За Балканот. Да. Значи, во Версај мировната спогодба која што односно мировната конференција која што води до мировната спогодба започнува некаде на почетокот на јануари 1919 година и трае до летото, до кај јуни 1919 година. Во самата мировна конференција всушност не земаат учество поразените страни. Така, бидејќи што се случува, Версај според поразените еден вид на диктат. Да. Бидејќи една од причините затоа што Германија одлучува да се предаде Да. за време на Првата светска војна на 11 ноември 1918 година е ветувањата на праведен мир од страна на Вудро Вилсон. Да, како беше тоа? Мир без победа или мир без поразени? Мир без поразени. Да. Да, значи Вудро Вилсон во 1917 година ги внесува Соединетите американски држави во војната и тој го внесува новиот прогресивен дух, новиот прогресивен менталитет во светската дипломатија. Низ текот на денешна дискусија ќе можеме да им дадеме на нашите гледачи еден добар преглед за отприлика како тоа изгледало и што тоа се значило. Значи, денеска ќе разгледуваме колумната на Блаже Миневски од 9.9.2018 година, значи од пред година дена, во порталот Денешен вестник, под рубрика Македонија историја. Текстот е со наслов Вудро Вилсон до Михајло Пупин. Букурешткиот договор е на корумпираните балкански буржоазии, инсистирај на автономна Македонија. Колумната има 81.000 лајкови и 2.000 споделувања, значи мощне популарна и мощне ефективна колумна.
Меѓутоа, денеска ќе погледнеме дали воопшто нешто има исправно во овој текст. Нашите примарни извори за оваа дискусија ќе биде книгата на Маргарет Макмилан, тоа е ова господја што ја гледаме тука, Париз 1919 година, мощне дебел том. Секако имаме и други извори кои што сме ги читале и следеле, инаку е да ја запознаеме нашата публика. Ние обајцата сме аматери и историчари, меѓутоа Петар е малку позаразен со тематиката. Тој за време на нашите последни години во Македонија беше примен како еден од 20-мината кандидати на факултетот за историја. За жал, поради условите никогаш не дојде да студира таму, меѓутоа неговите историски бонафиди се релативно утврдени. Значи, како што рековме, нашиот главен избор ќе биде Маргарет Макмилан. Кој е Маргарет Макмилан? Маргарет Макмилан е историчарка од Англија, од Велика Британија. Исто така таа е правнука на англискиот премиер Дейвид Лојд Џорџ, кој бил премиер на Велика Британија за време на Првата светска војна. Да. Таа е инаку професор на факултет, се уште е активна. Да. Мислам дека барем во време кога е издадена нејзината дефинитивна студија на Париз 1919 година, била професор на Универзитетот на Торонто, кој што е би рекол приматниот факултет во цела Канада. Да. Инаку само уште една работа што би рекол, ова е, како што реков, ова е дефинитивната студија на Версај. Според она што го имам сретнато од други историчари, документарци, YouTube историчари, сите се служат со нејзиниот материјал. Да, книгата кога ја прочитав е многу интересна. Книгата вреди да се прочитат, вреди да се има, бидејќи ги представува сите страни во изготвувањето на Версајскиот мировен договор. Да, таа пристапува кон тематиката чисто од објективна перспектива, не бара начин ниту да оправда некој, ниту да обвини некој. Таа едноставно оди според архивите и ги представува работите како што случувале. Таа исто така е автор на оваа книга, војната која што го заврши мирот, односно војната што стави крај на мирот. Повторно книга која што се занимава со тематиката околу Првата светска војна. Значи, Маргарет Макмилан можеме да речеме е водечкиот авторитет во светот во однос на Првата светска војна. Да, иако имаме уште една книга од Барбара Тукман, се вика Оруџјата на Август. Тоа е него задира Версај, но го задира почетокот и време траењето на Првата светска војна. Да. Добре, значи со сето ова на ум да почнеме со нашата анализа. Значи, Блаже Миневски вели: Вудро Вилсон до Михајло Пупин, Букурешкиот договор е на корумпираните балкански буржуази, инсистирај на автономна Македонија. Ке одиме, текстот ќе го читаме од нашиот програм, бидејќи тука ни е забележано се што не треба да го што е интересно за нас. Да. На мировната конференција во Париз, вели текстот, Михајло Пупин имал инструкции од американскиот претседател Вилсон да инсистира на автономна Македонија. Веднаш кога го прочитав ова, нешто ми скокна дека нешто не е во ред. Текстот започнува со следно. Михајло Пупин, како специјален пратеник на американскиот претседател Вудро Вилсон, учествувал во подготвителните седници на мировната конференција во Париз, залагајќи се Македонија да добие автономија, односно да стане држава. За жал, истовремено, паралелно, да застанеме тука прво. Да. Америка до 1917 година. Која е нејзината надворешна политика? До тогаш, до 1917 година, Америка има една
целата на надворешната политика на Америка да не се меша во внатрешните работи на Европа. Да. Значи го имаме како беше доктрината на Монро, која што вели дека целата западна хемисфера е американска сфера на интереси. Да. Меѓутоа, уште од самото основање на Америка ја имаме таа изолациона американска надворешна политика. Значи, можеме да кажеме дека Америка единствено интересира Јужна и Северна Америка, западната хемисфера, и до некаде тие веќе почнуваат од тогаш да се мешаат преку Пацификот во Полинезија, Микронезија, овие Филипините и во тие ситни држави. Така е. Меѓутоа, кон Европа, Америка нема речиси никаква надворешна политика. Точно е тоа така, бидејќи таа политика останува нескршната 200 години, до 19 век. Односно, по завршувањето на својот втор мандат и неговото повлекување од политика, првиот американски претседател Џорџ Вашингтон ги предупредува американците да не се мешаат во работите на Европа, бидејќи тоа е место на интриги, тоа е нешто што никој американец не може да ги свати. Да, ниту сојузници, ниту непријатели. Да. Мирневски натаму вели: за жал, истовремено, паралелно со ваквите залагања на Пупин, Александар Протогеров и Тодор Александров, двајца од тројцата членови на ЦК на ВМРО, праќаат меморандум до претседателот на конференцијата, во кој македонското население го нарекуваат македонски бугари, кои бараат приклучување на Македонија кон Бугарија. Заради таквите определби на членовите на ЦК на ВМРО и исполнителниот комитет, настанал отворен судир меѓу нив од една страна и членовите на привременото представителство од друга страна. Значи, тука Миневски на еден многу, јас би рекол, ова не е ни суптилен начин, се обидува да сугерира дека Михајло Пупин завршил работа Македонија да биде признаена, односно да биде формирана македонска држава автономна и обединета, веројатно. Меѓутоа, овој став на овие предавници бугараши Протогеров и Александров е тоа што ја упропастило сета оваа работа и тоа го разбило планот на Вудро Вилсон. Во понатамошниот тек на дискусијава ќе видиме дали, впрочем, тоа е точно. Меѓутоа, тука би сакал да обрнам внимание на нашите гледачи како се прави манипулација. Александров и Протогеров веќе понатамошниот тек на текстот нема да бидат споменати. Значи тука само се споменуваат овие работи кои што директно тој не вели дека токму тоа е она што го предизвикало како да кажам, пропаѓањето на оваа идеја на Вилсон, туку само тоа го сугерираат самиот читател да дојде до тој заклучок. Да. Миневски понатаму вели: а тоа секако било контрапродуктивно во однос на решенијата за така нареченото македонско прашање на мировната конференција во Париз. Се разбира, таквата перцепција за длабоките поделби во македонската средина малку или само делумно можеле да се поправат со акциите што ги преземала македонската емиграција за афирмација на македонското прашање. Разните македонски групи со седиште во САД, Канада и Романија организирале митинзи и испраќале писма, апели и телеграми против негаторската политика кон Македонија. За жал, ништо не вродило со плод. И сега, кои и какви можеле да бидат тие емигрантски здруженија на македонците во Македонија, САД, Канада и Романија? Тоа се мистериозни групи за мене, бидејќи има еден проблем. Самото барање на автономија. Да. Прашање под чие покровителство и во состав на која држава. Па добро, јас би рекол, од прилика можеме да претпоставиме кои би можеле да бидат тие македонски мигранти од тој период. Тоа се луѓето како Стојан Христов, кои заминале од Македонија по Илинденското востание. Значи пред тоа македонската имиграција воглавно се состоела од македонци кои што заминувале на работа во Бугарија, во Константинопол, значи во самото Османлиско царство. А по
Балканските војни за прв пат Македонија започнува да искусува малку посериозни емиграциони движења кон Америка. Она што го знаеме за македонците кои што излегувале од Македонија на образование во да речеме во Романија, во Западна Европа и така натаму, сите тие биле на линија на ВМРО, односно нивната етничка припадност гравитирала кон бугарската. Да. Значи, овие здруженија биле не може да очекуваме или не може да кажеме дека биле на некоја друга линија од онаа линија на која што ја застапувале Александров и Протогеров. Така бидејќи, али на најсуптилното нешто околу самото пишу на Миневски. Да. Кога вели барала автономна Македонија. Да. Мислам дека се прави тука голема манипулација. Ако бидејќи како што одиме понатаму со нашиот подкаст, ќе видиме прашањето е за во чиј состав на која држава се залагал Михајло Пупин Македонија да биде автономна. Да, тоа е интересно, да. Тоа е многу важно. Значи, Миневски продолжува, значи во една таква атмосфера Михајло Пупин како специјален пратеник на американскиот претседател отворено се залагал за посебна автономна македонска држава, кој што се рече ти. САД сакале да се реши македонското прашање уште во 1912 година. Дали за такво нешто имаме некои сериозни докази? Тешко бидејќи било кој студент на американската надворешна историјата на американската надворешна политика, слободно ќе ти каже дека Америка до целиот да кажеме Европа, па и Балкан, не познае, обичниот американски гласач е незапознаен со тие предели. Да, и едноставно менталитетот во Америка бил да не се мешаме никаде. Значи, да. Тука зборуваме за 1912 година, Вудро Вилсон е изберен 1910 во неговиот прв мандат. Така. И тој, впрочем, за време на изборите 1914 година, целата негова кампања е дека јас ја задржав Америка вон војната. Не ја замешав Америка во војната. Значи, која е таа логика сега овој да се залагал за решавање на македонското прашање во 1912 година, кога Америка во тој период сосема се држи на страна од европските прашања. Но, вели Миневски, како Михајло Пупин станал специјален пратеник на американскиот претседател Вудро Вилсон и на кој начин го поставил прашањето за автономија на Македонија, односно барањето за создавање независна македонска држава. До 1911 година, особено од текот на 1912 година, повеќе американски весници и списанија пишувале за Балканот, посебно за Македонија, а американската јавност била релативно добро информирана за состојбата и судбината на македонскиот народ. Точно е дека весниците како New York Times и други весници пишувале, давале извештаи за случувањата во Македонија, меѓутоа тоа не значи дека тука постоело некакво си големо движење за поддршка на македонското прашање. Едноставно, западниот човек сака да се информира за она што се случува во светот и да знае што едноставно што се работи, што се случува. Инаку нема никакви, например, еве денеска гледаме каква поддршка има за Израел во САД. Да. Такво нешто немало. Тогаш Македонија. Тоа е точно. Како Македонија, бидејќи единствено што имала поддршка Македонија, ги имала кај премиерот Гладстон, британскиот премиер Гладстон, кој бил кој покажал и британската јавност, која била позаинтересирана, позапознаена за случувањето во Отоманската империја. Да, меѓутоа тука зборуваме за крајот на 19-тиот век и зборуваме за Британија, за Америка. За Америка тоа е тотално друго прашање. Понатаму Миневски вели: сето тоа довело проектот 1912 година САД директно да се замешаат во решавањето на така нареченото источно прашање, односно прашањето за судбината на Македонија по пропаѓањето на Отоманската империја. Ова за мене прв пат го сретнувам. Повеќе не постоело источното прашање, туку само македонско прашање. Во тој контекст САД со заинтересираност го следеле на тамошниот развој на настаните на Балканот,
а посебно положбата на македонскиот народ. Затоа, за време на одржувањето на мировната конференција во Букурешт, во август 1913 година, владата на САД интервенирала со нота кај владите на балканските држави, нагласувајќи дека со задоволство би прифатиле одредба во договорот со која целосно би се гарантирале граѓанските и верски права на граѓаните, мислејќи пред се на Македонија и македонското население. Значи, повторно тука сега земаме нешто и си го толкуваме како што сакаме да го протолкуваме. Да, бидејќи тоа е на голема вистина што го кажа, бидејќи во учебниците по американска историја никаде не се сретнува дека Америка била заинтересирана за Балканот. Да. До барем се до почетокот на Версај. Тогаш бинува тогаш се спомнува. И тогаш ќе видиме дека и тогаш нема некоја сериозна заинтересираност за Балканот, и всушност за прв пат Америка станува сериозно заинтересирана за Балканот после Втората светска војна, кога Америка впрочем ја наследува Англија како водечката сила на Западот во однос на надворешната политика. Понатаму Миневски вели: се разбира, Михајло Пупин, големиот научник, чии предци потекнуваат токму од Македонија, кој веќе бил познат граѓанин на САД, не можел да биде индиферентен кон она што се случувало на Балканот, а особено во Македонија. Според документите што ги истражувал професор доктор Павле Митревски, Михајло Пупин активно се вклучил во акциите поврзани со Балканската војна, односно со Балканските војни, односно 2 дена по нејзиното започнување на 18 октомври 1912 година, ги собрал на состанок во Њу Јорк дел од иселениците од Србија и Црна Гора. На состанокот присуствувале околу 500 лица, а имало и новинари, меѓу кои и новинари на влијателниот Њу Јорк Таймс. Пупин зборувал на српски јазик, а за новинарите имало симултан превод кој го вршел Адолф Леви. Во почетокот на својот говор, Пупин истакнал дека Балканската војна не е само војна против Турција, туку и војна против европската дипломатија, а особено против големите сили кои не ги спроведоа во дело одлуките на Берлинскиот конгрес од 1878 година, а кои се однесуваа на балканските држави. Овие зборови на Пупин всушност се однесуваат на една од одлуките од Берлинскиот конгрес, според која Македонија требаше да добие автономија, со што сигурно немаше да дојде до Илинденското востание, како и до кобниот Букурешки договор и поделбата на Македонија. Говорот во Њу Јорк Пупин го завршил со зборовите: да ги ослободите вашите браќа во Македонија, да ги сочувате вашите жени од турците, вашите ќерки од опасноста на харемот, од колење и грабеж. Сега, ние како аматери историчари прочепкавме малку и дојдовме до оригиналната изјава на Пупин. Па дали би сакал да ја споделиш со нас или сакаш јас да прочитам? Па нема проблем и тоа и едното, али би предпочитал да ја прочитам јас. Океј. Значи, ова е оригиналната изјава на Пупин во целост. Да. Ова војна не е за нас војна за територијално проширување. Ние не сакаме да присвоиме територии на други држави, туку сакаме да го зачуваме и да го заштитиме тоа што е наше и да ја вратиме на македонските срби земјата која им припаѓа на нив. Српскиот народ мора да биде обединет за таа света цел. Тоа е борба на балканските народи, не само против турската, туку и против непрекината подмукла европска дипломатија. Ова е борба на христијаните против муслиманите, на цивилизацијата против варваризмот, на правдата против тиранијата, предавството и опресијата. Поради тоа, земете во оружје во рака, браќе Срби, на оружје следбеници на Христа. Ослободете ги вашите браќа во Македонија, сочувајте ги вашите жени од турците, вашите ќерки од опасноста на харемот, вашите српски браќа од покол и плячки. Ова е пренесено во Њу Јорк Таймс на 21 октомври 1912 година. Значи сега, како вели Миневски, тој вели да ги ослободите, Пупин завршил зборовите да ги ослободите вашите браќа во Македонија и така натаму. Меѓутоа, што
што значи терминот браќа во Македонија. Тој вели дека во Македонија живеат македонски срби и тие браќа во Македонија на србите се всушност македонските срби. Да. Значи, доколку е проблем што Протогеров и Александров испраќаат меморандуми во кои ги означуваат македонците како македонски бугари, тогаш зарем не е еднаков проблем што и Михајло Пупин ги означува македонците како македонски срби. И дали со тоа тој не придонесува кон решавањето на македонското прашање согласно со Бугарешкиот договор. Да, се согласувам со таа со твојот заклучок, бидејќи Пупин само донел забуна во дипломатијата. Бидејќи на Пупин сега Пупин се креира како му се дава пиедестал на херој. Да. Херојска титула дека тој се ако не бил тој ќе го решил македонското прашање 1912. Само му се работите му ги помателе Тодор Александров и Александар Протогеров. Да. Што не е навистина, бидејќи само тој служи како агент на туѓа држава и за ширење на нејзина пропаганда во Македонија и на запад. Да. Значи Пупин си се сметал себе си за србин затоа што таму е роден, таму израснал, таму веројатно и неговите родители се родени, колку што можев да разберам од биографијата која што е дадена, или неговиот дедо или неговиот татко има заминато од Македонија. Израснат во слободна Србија, значи нормално дека тој ќе има чувства кон таа држава, исто како што овие македонци кои што биле гастарбајтери во Бугарија, створиле чувства кон Бугарија кои што се нормално силни и кои што се одраз на фактот дека секој човек сака да биде поврзан со нешто успешно. Да. Да продолжиме со текстот. Да. При тоа, во меѓувреме, бројните апели што пристигнувале од страна на македонските асоциации во Америка и Канада до претседателот Вудро Билсон, но и до државниот секретар на САД, барале да се реши македонското прашање, односно македонскиот народ да биде признат и да добие автономност. Повторно тука сега се прави една манипулација. Точно е дека се бара автономија за Македонија. Да. Меѓутоа, и точно е дека се бара да се признае македонскиот народ. Меѓутоа, треба да запазиме тука дека она што го барале тие луѓе во тој период е да се запази бугарскиот карактер на македонскиот народ. Сега, јас не сум бугараш, јас сум македонист. Меѓутоа, мора да почнеме со вистината. Мора да разбереме дека проблемот со кој што се соочуваме денес е тоа што ете и тогаш не сме имале јасно дефиниран македонски идентитет. Зошто тоа било така? Тоа треба на посебна емисија, посебна книга тоа да се разгледа. Меѓутоа, суштината е тоа. И сега, значи, ова барање за признание на македонскиот народ, всушност е барање за признание на засебниот карактер на македонците од српскиот народ. Да. Значи, проблемот е што после Балканските војни и анексијата на Македонија од страна на Србија и Грција воглавно, Бугарија добива помал дел, околу 90% од Македонија оди во овие две држави. Македонците во Пиринскиот дел, македонците во Бугарија веќе имале некакво си чувство на сродност со бугарите. Меѓутоа, македонците што биле анексирани од Србија и од Грција се чувствувале различни од србите и од грците. И тоа е она што тие бараат да им се признае. Значи да им се признае различноста од србите и од грците, за да можат да добијат образование на нивни јазик, да можат да добијат да се викаат со своји имиња, да не мора презимињата да им се менуваат, за да можат своји цркви да продолжат да одржуваат. Тоа е она што се бара да се признае. Македонскиот идентитет се уште не е појавен како дистинктивен, како засебен идентитет во овој период. Барем не меѓу оние кои што го представуваат македонскиот народ. Би се согласил со тоа, бидејќи поради влијанието на различните пропаганди на балканските држави, македонскиот народ не може не успева да создаде собствен идентитет. Да.
И второ, укинувањето на Охридската архиепископија 1892 година, тоа е една голема загуба за македонскиот народ. Да, што дефинитивно сега веќе нема ни географски македонска црква. Да. Без разлика, тоа е повторно уште една тема која што треба засебно да ја разгледаме, историјата на Охридската архиепископија и колку долго таа всушност тој период на 1500 години скоро, колку време била таа под македонска управа, колку време била под бугарска, под грчка управа. Често пати таа била само всушност инструмент на освојувачките сили. Меѓутоа, самиот факт што постоела Охридска архиепископија, чија што надлежност била македонската територија претежно, дава некаков си зачеток или некаков си повод за да можеме да кажеме дека тука има некаква, можеме да ги оцртаме границите на Македонија. Да. Согласно со границите на ингеренцијата, юрисдикцијата на Охридската архиепископија. Минески понатаму вели се разбира, тоа влијаело не само на американската јавност, туку и на американската делегација во Париз да изгради став дека е време, дека е неопходно Македонија да добие автономија. Сето тоа американската делегација, особено Михајло Пупинче, го искористи за да го отвори на маса македонското прашање. Според мировната програма на писателот на САД Вилсон, која има 14 точки, Букурешкиот договор не може да биде основа за решавање на балканскиот проблем со оглед на тоа дека договорот бил дело на корумпираните балкански буржоази. За среќа, книгата ги вклучува 14 точки на Вилсон и вакво нешто никаде не можев да сретнам во 14 точки. Јас ќе ги преведам, тоа се 2 страници, ќе ги преведам 14 точки и тие ќе бидат вклучени во линк во описот на оваа епизода, така што нашите гледачи слободно ќе можат да ги прочитаат 14 точки. И сами ќе се уверат дека вакво нешто, дека наводно Вилсон тврдел дека Букурешкиот договор не може да биде основа за решавање на балканскиот проблем, бидејќи бил дело на корумпираните балкански буржоази, такво нешто нема. И покрај тоа што Вилсон бил прогресивец, тој е председател на буржоаска држава, на најголемата буржоаска држава на светот. Во дипломатските кругови на САД се сметало дека единствено можна прифатлива солуција за трајно решавање на опасниот балкански проблем, во чие средиште е македонското прашање, е под наводници создавање автономна македонска држава, која подоцна откако ќе добие автономија би можела да се приклучи во сојуз на самостојни балкански држави во Балканска конфедерација. Ова само ме присеќа на прашањето на референдумот за независност. Дали сакате да бидете независни, но со можност да бидете дел од сојуз со една или две други балкански или југословенски држави? Да. Па добро, тоа е всушност клучното прашање кое што го заболува Балканот, а тоа е фактот што се уште постојат таму луѓе кои што мислат дека уште живееме во 3-тиот или 4-тиот век од новата ера, кога словените се уште живееле во една заедница. Да. И тие се уште не можат да се помират со фактот дека поминале 14 векови од како словените дошле на Балканот, се измешале со локалното население, сите веќе сме станале засебни, сме развиле своји дијалекти, своји јазици, своји култури и своји менталитети. Меѓутоа, еве што вика точка 11, која што веќе ја преведов, од 14 точки на Вудро Вилсон. Точка 11. Романија, Србија и Црна Гора треба да бидат евакуирани, односно од нив да се отстранат сите странски војски. Окупираните територии повратени. Македонија е била окупирана од Бугарија за време на Првата светска војна. Нејзиното повраќање значи таа повторно да падне во склопот на Грција и на Србија. На Србија да и се даде слободен и безбеден пристап до морето. Не се опишува како, значи можеби преку Јадранот, можеби преку Егеот. No. А меѓусебните односи на неколкуте балкански држави да бидат насочувани од страна на пријателски советници
монитори од Европска Унија и Брисел. Согласно со историски определени линии на припадност и националност. И меѓународно да се гарантира политичката и економска независност и територијалниот интегритет на неколкуте балкански држави. Па еве сега да прашаме дали во ова некаде се гледа некоја логика која што вели дека Македонија треба да и се одземе на Грција, Србија и Бугарија и од нив да се направи нова држава. Како ќе се задржи територијалниот интегритет на тие држави, доколку од нив се откорне една цела држава и се направи нова држава. Не, точката 11 е многу, што би кажале, не јасна. Зашто бидејќи има еден проблем, бидејќи сега некој може да го свати дека се мисли на со таа точка 11 мислам дека проблем тоа е премисата на овој текст, така ли? Премисата на овој текст не знам што е. Премисата на овој текст е едноставно продолжување на митологијата дека ВМРО биле бугараши, а дека имало некакви си македонисти кои што биле потиснувани од нив. Според мене нема ништо нејасно во оваа точка 11, особено во однос на македонското прашање. Да. Нејасно е од која страна Србија ќе добие пристап на морето. Да. Сето друго е јасно. Да се повратат териториите, окупираните територии да се вратат на Србија, Грција и на Црна Гора и на Романија, тоест Грција тука не се споменува. Меѓутоа да се поврати изгубената територија, да се евакуираат туѓинските војски. Да. И да се гарантира територијалниот интегритет, а меѓународните наблюдувачи да им помогнат во однос на формирање на добрососедски односи и на развивање на слободна трговија. Односно првите 3 точки што се на неговиот план. Да, бидејќи кога ќе се земе точка 11 со целокупните 14 точки на планот на Вилсон за мир на повојна Европа, лесно може да се заклучи дека е обид да се направи мини Лига на народи на Балканот. Да. Една супранационална организација која е национална држава или наднационална држава или организација која ќе го гарантира мирот на Балканот. Да. Миневски продолжува. Велика Британија го спречила создавањето на автономна Македонија. Според документи од американските и британските архиви, македонското прашање било разгледувано на тајни прелиминарни разговори, што се воделе во Париз и Лондон, пред започнувањето на мировната конференција и тоа во повеќе наврати. А најмудриот во контекст на концепцијата на председателот Вудро Вилсон. При тоа, за разлика од Америка, која била за создавање на автономна македонска држава, запамтете го ова повторно, Велика Британија била решително против создавање на каква било македонска државност, со образложение дека автономија значи исто што и независност. Сега веќе ќе навлеземе во текстот на Маргарет Макмилан и ќе видиме што таа има запишано во однос на овие прашања. Па таа вели вака. Миротворците немаа јасен патоказ во разрешавањето на овие конфликтни барања. Вилсон го имаше спомнато Балканот во неговите 14 точки индиректно, кога зборуваше за најслободните прилики за автономно саморазвивање за народите на Австро-Унгарија и подиректно кога рече дека на Романија и Србија и Црна Гора треба да им се помогне да застанат на своји нозе. Запамтете го овој термин. Прилики за автономно саморазвивање. Во 14 точки јас не го сретнав терминот самоопределба. Да. Овој термин е нешто најсличен до терминот самоопределба и како што можеме да забележиме станува збор за народите на Австро-Унгарија. Да, тука се изоставува македонскиот народ и народите христијанските народи или да нека туку и народите кои станале под робство на Отоманската империја. Да. За нив 14 точки не важат. Тие се едноставно територија или група на смесена народ кој треба да се тргува на дипломатската маса. Да.
Значи, како што рековме, станува збор за најслободни прилики за автономно саморазвивање. Да. Продолжуваме понатаму со Макмилан. Вилсон исто така вети дека Србија треба да има пристап до морето, без да образложи како, но и дека балканските држави под добронамерниот надзор на силите треба да постанат пријатели согласно со историски воспоставените линии на припадност и националност. Што значеше ова последново не е сосема јасно, но укажува на занемарување како на неодамнешната историја, така и на националниот состав на Балканот. Во прилог владееше чувство дека лојалните сојузници треба да бидат наградени. Србија требаше да добие нешто како компензација за своите страдања. Пристаништа на Јадранот, можеби, или во најмала рака пристап до Егејот. Грција и Романија требаше да ги уновчат ветувањата кои беа така лесно расфрлани за време на војната. Бугарија и Турција заслужуваа да ја платат казната што и се придружија на погрешната страна. Македонците во полуофицијална смисла, односно во полуофицијална форма, во првата светска војна учествуваат како дел од Бугарија. Да, тоа точно е тоа така. Тука не следува како доброволци. Тоа е познатата 11-та македонска имигрантска дивизија. Да. Водена од генерал Тодор Александров и генерал Александар Подогеров. Александров бил полковник, мислам дека никош не е станал. Меѓутоа тука да не ги мешаш, таму е книгата, да не ги мешаш со балканските војни. За време на светската војна веќе дали има македонски ополченички одред? Постои, ама не во втората светска војна не постои никаква македонска. Првата светска војна. Првата светска војна постои. Okay. Значи, и сега и покрај тоа, значи покрај таа македонска доброволна единица, околу 2/3 некаде од бугарската армија ја сочинуваат македонски иселеници. Да. Македонски бежанци, значи луѓе со македонски корени. Значи Македонија во првата светска војна македонците учествуваат како дел од Бугарија, што значи дека на крајот на првата светска војна Македонија, односно македонците се дел од поразената страна. Да, нивните точно е тоа така. Првата светска војна ја губиме, македонската страна е на поразителната страна, на страна на Бугарија, бидејќи иако имало македонци во редовите на грчката, на српската војска, тие не се основени како македонци, тие се основени како јужносрбијанци, како може да кажеме како грци, или воопшто не учествуваат во никаква војна формација како што е нема ополченички одред и едноставно знаеме дека многумина македонци дезертирале, посебно од српската војска, меѓутоа и од бугарската војска. Тука да не сега повторно како што ќе речеме, ние само не интересира вистината, не интересира, не сакаме да влеземе во туѓи пропагандни така, не сакаме да ги прифаќаме туѓите пропаганди. Значи, меѓутоа, Бугарија е една од поразените страни во Првата светска војна. Македонците учествуваат претежно како дел од таа бугарска војска. Што значи Бугарија и Турција заслужуваат да ја платат цената што и се придружија на погрешната страна. На победниците требаше да им се даде нешто, да се наградат, поразените требаше да се казнат. Ние сме дел од поразените и од тука нема логика Вудро Вилсон да се залагал за македонска автономија, што би значило дека Македонија на тој начин би била наградена. Македонците би биле наградени, иако биле дел од поразената страна. Да, бидејќи целата премиса на Версалскиот мир, иако требало да биде праведен мир, е всушност не праведен мир. Тоа е бидејќи едностран, бидејќи тука повеќе се заснова на правото на победникот, на посилниот да владее, да биде да ги поставува условите. Да ги поставува условите. Да. Океј, продолжуваме со Макмилан. Што можеа да платат беше друго прашање. Отоманската империја немаше речиси никаква територија на Балканот, додека Бугарија веќе загуби големо парче од незината територија во 1913 година. Британците беа воглавно рамнодушни во однос на Балканот и Централна Европа. Нив само ги засегаше безбедноста на нивните комерцијални и морнарички интереси.
И тоа е она што треба да го разбереме ние како македонци. Значи, светот го гледа светот, односно другите го гледаат светот низ призмата на сопствените интереси. Нема тука некои си големи тешки завери или не знам што. Едноставно Британија вели, нас не интересира слободна трговија за нашите интереси, за интересите на нашите капиталисти. Ние бараме едноставно решенија кои што ќе бидат согласни со тоа. Да, но и ако се чита декларацијата на војна, која чита Вудро Вилс на неговото обраќање во април 1917 година кога Америка влегува во Првата светска војна. Да. И тој се повикува на светото право на слобода на морињата. Да, на морските патишта. Патишта, да. Океј, продолжиме. Да. Тие предпочитаа силни и стабилни држави, што автономна Македонија не би била силна и стабилна како ново формирана држава. Тие предпочитаа силни и стабилни држави бидејќи тие можат да действуваат како бариера против заживеа на Германија или Русија. Значи, повторно, заверата не е против Македонија, туку заверата е против Германија. Да. Додека херојска мала Србија си имаше своји навивачи како Црна Гора и Албанија, британската влада не беше подготвена да ангажира британски сили и да троши британски пари во нивна корист. Франција, од друга страна, беше предводена како и секогаш од нејзината нужност за одбрана од Германија. Во идеален случај, зголемени Србија и Романија и на северот Чехословачка и Полска би створиле таква силна контратежа што Германија никогаш повеќе не би се осмелила да ја нападне Франција. А доколку силна Србија ја држи мирна и Италија, уште подобро. Што е еден од главните принципи на светската дипломатија, особено пред Вилсон? Тоа е тезата за обкружување на твојот непријател. Да. Значи, еве да ги земеме, сега имаме Македонија е обкружена со Србија на север, Албанија на запад, Бугарија на исток, Грција на југ. Што значи тоа? Тоа значи дека нашите сојузници треба да бидат Унгарија, Хрватска, Италија, Турција. Да. Па дури и Романија. Значи, соседите на нашите соседи треба да бидат нашите сојузници, со кои што ќе можеме да градиме контратежа и кои што ќе ја гарантираат нашата безбедност. Например, доколку Србија ја нападне Македонија, тогаш Романија и Унгарија би можеле да ги нападнат нив од друга страна. И тоа е всушност како и Првата светска војна започнува. Да. Па во термините на дипломатијата тоа се вика баланс на силите или сооднос на сили. Да. Продолжуваме со Макмилан. Таа вели вака: британците и французите можеби ќе можеа да бидат убедени да го прекршат ова нивно правило, како кога подоцна ја одзедоа западна Тракија од Бугарија во полза на Грција. Доколку чувствуваа дека Бугарија го беше заслужила тоа. Тоа не беше случајот. Кога Југославија побара територија на западната граница на Бугарија со цел да ги заштити од напад клучните железнички линии, како и самиот Белград, британците и французите беа подготвени да ги сослушаат. Значи, повторно се враќаме на тој принцип: победниците заслужуваат да бидат наградени, поразените заслужуваат да бидат казнети. Продолжуваме со Миневски. Сепак, идејата на председателот Вилсон за создавање автономна македонска држава на Балканот не била напуштена, не била ставена ад акта. Во февруари 1919 година Либиер, член на американската експертска група во Париз, водел разговори со британскиот новинар Хемс Баучер во врска со актуализирањето на прашањето за автономна Македонија. При тоа Баучер изнел образложен план за автономна македонска држава под протекторат на САД, а по барање на македонскиот народ. Сега малку ова ме замисли каков нешто ми беше тука, нешто ме потсети на нешто што го знам, меѓутоа ова име Хемс Баучер ми остана чудно, не можев, го немам сретнато досега. Меѓутоа, име Хемс не постои во англискиот јазик, постои име Джеймс. Тоа име на англиски се пишува со буквата Ј, Јамес, по нашки кажано, а на шпански буквата Ј се чита Х. Да. И тука некако од
Джеймс сме дошле до Хемс. Баучер всушност зависи од спелувањето. Тоа е веројатно име од француско потекло. Во Англија има извесен дел на луѓе со француско потекло и може да се чита Буше. Потоа се присетив дека веќе ние имаме меморандумот до председателот Вилсон од страна на Джеймс Буше, а тој веќе го објавувавме на страницата Котле. Кога ќе го најдам целиот извештај, ќе го ставам исто така како линк. Тој меморандум е дел од извештај на Ангел Којунџиски до неговиот агент од ЦИА од 9. мај 1949 година. Извештајот е во однос на разговор помеѓу Ангел Којунџиски и Ванчо Михајлов. Еве што вели меморандумот на Буше. Во интерес на правдата и мирната иднина на Балканскиот полуостров, потребно е границите на балканските држави да се совпаѓаат со етничките граници на различните националности. Доколку се појават случаи каде што оваа разграничување не е возможно, во тие случаи да се следи принципот дека никој народ не смее да биде под туѓа надвласт, тоест малцинството треба да има автономија. Повикувањето на овој принцип е посебно пожелно во случајот на Македонија, земајќи ги предвид ривалските тврдења на нејзините соседи, кои што беа извор за бесконечното страдање на македонското население низ последниот половина век. Под свое автономно управување, македонското население ќе има прилика да си ги врви своите интереси и на тој начин би можело да просперира, ослободено од малтретирањата кои досега ги има поминато. Ако ја прифатиме теоријата пропагирана од србите и грците дека националната совест на македонците е под наводници динамична и дека тие немаа посебна пристрасност кон било која странска пропаганда, тогаш логичниот заклучок е дека тие тогаш треба да се управуваат независно од друга држава. Тоест принципот Македонија на македонците треба да се прифати. Доколку пак спротивно, навистина постојат симпатии кон страни држави, тогаш македонците ќе имаат можност слободно да си ја изразат оваа тенденција во согласност принципите на самоуправа и самоопределување. Автономната македонска држава би се простирала од Шар планина на север, српската етничка граница, до Егејското море на југ, од бугарската граница на исток до албанската граница на запад. Јужната граница би се простирала до Костурското езеро и вливот на реката Вардар, заклучно со Нигрита и Халкидичкиот полуостров. Би било пожелно автономната македонска држава во првите години од нејзиното формирање да биде ставена под привремен патронат на задолжителна сила, предпочитливо САД. Не е неразумно да се очекува Србија и Грција да се откажат од македонската територија, која што ја имаат окупирано од 1913 година, со оглед дека овие држави сега ќе се здобијат со значителни проширувања. Солун, кој што комерцијално е неодделив од внатрешноста, природно би станал главен град на новата држава. Доколку сметате дека ова е невозможно, тогаш се уште постои излез на морето преку Кавала. Поднесено во предлог решение би ја задоволило желбата на за автономија на Македонија и Солун, која надалеку се чувствува веќе подолг период, а истовремено е во согласност со вашата државничка мудрост, која е прифатена од Здружените сили. И сега, како што реков, како дојдовме до овој меморандум, то меморандум дојдовме при тоа што тој е интегрален дел од службена белешка на ЦИА на Ангел Којунџиски од 9. мај 1949 година. Како Којунџиски го воведува овој меморандум во неговиот извештај? Тоа е со следниот пасус. Во текот на нашите разговори, Михајлов се присети на содржината на меморандумот од 1918 година до покојниот председател Вилсон, а од авторство на Джеймс Буше, сега покоен. Примерок од меморандумот е прикачен подолу, заедно со неколку кратки белешки за улогата која е имал одиграно господинот Буше во еден друг период во однос на балканското прашање.
Значи, повторно тука до меморандумот доаѓаме по пат на овие бугараши и бугарски агенти кои што наводно работеле против македонските интереси. А продолжуваме со Миневски. Во меѓувреме, по пристигнувањето во Париз, Пупин од Југословенската експертска група прибирал одредени податоци за положбата во која се нашла српската делегација, пред се поради нерешените граници. Ајде сега да видиме кои се тие нерешени граници. Повторно од Мекмилан. Кога Југословенската делегација конечно доби прилика да се обрати до Врховниот совет во февруари 1919 година, таа со себе донесе листа на барања која беше еднакво избрзано составена како и самата држава. Во обид да ги задоволи сите, 6 од 7 државни граници беа отворени за дискусија. Само границата со Грција, во поранешната отоманска територија Македонија, беше окончана работа. Тоа кажува се, бидејќи србите и грците успеале да се договорат околу конечниот, како би изгледал посвоениот поредок на Балканот, односно на Македонија. Да. Значи, ти го даваме Вардарска, ти добиваш Вардарска Македонија, Да. остави го на мене, да ми го намене со они Егеска. Да. Значи, зашто тука работел Пупин наводно? Кога границата со Македонија, границата околу Македонија е веќе единствената завршена работа. Единственото решено прашање е поделбата на Македонија. Сите други граници на Југославија се отворено прашање, меѓутоа македонското прашање е затворено. Еве понатаму што вели Мекмилан. На запад словенците инсистираа на Клагенфурт, на северната страна на јужната верига на Албите како сигурносна зона против она што ќе остане од Австрија. Инаку тие беа задоволни со старата граница меѓу Австрија, Унгарија и Италија. Пашич како и секогаш си играше своја игра. Неговиот примарен интерес, како и на останатите срби, беше да пристигне на исток, беше да притисне на исток во Бугарија и на север до Дунав, земајќи парче унгарска територија. Односно, на север од Дунав, земајќи парче унгарска територија. Продолжуваме со Миневски. За тие проблеми го известувале скоро 11 дена. Американската делегација, а особено професорот Хонсон и полковникот Хаус, десна рака на председателот Вилсон за надворешна политика, предложиле Пупин да напише меморандум и тој меморандум на 19 април 1919 година веќе му бил предаден на председателот Вилсон. А тука само ќе споменам овој професор Хонсон, такво име повторно нема во англискиот јазик, туку станува збор за Џонсон. Да. И тука исто Џонсон се пишува со Ј и тоа ми беше она што ме узрочи дека станува збор погоре за авторот Джемс Буше, а не за Хемс Баучер. Следниот ден го известуваат Пупин дека председателот Вилсон го прочитал меморандумот и дека тој извонредно многу му се допаднал. Според телеграмата од Белата куќа, председателот Вилсон и американската делегација високо ги цени Пупиновите идеи за јужнословенското прашање. Во тој меморандум до председателот на САД, Пупин меѓу другото барал да се решат историските и етнички прашања во Македонија и Словенија, но Пашич се разбира не можел да се согласи со тоа. Плашејќи се дека бугарите на конференцијата ќе го актуализираат македонското прашање и територијата која за него била од посебна важност. И сега, ќе ги разгледаме малку ставовите на Пупин од повеќе агли. Еве што напишал Михајло Пупин во писмо до уредникот на Нью Йорк Таймс на 19 октомври 1934 година. Значи 10 дена по атентатот на кралот Александар во Марсеј. Писмо во кое што тој го критикува Лудовик Адамич за неговата критика на кралска Југославија. Тука ќе видиме во ова писмо, всушност не е дел од оно што го преведов, меѓутоа во ова писмо Михајло Пупин го критикува Адамич дека тој бил клошар и дека ете сега се покажал дека е клошар со тоа што станал болшевик. Од овој текст ќе можеме да процениме што веројатно содржал меморандумот на Пупин до председателот Вилсон. Сега малку делот писмото на Пупин од Нью Йорк Таймс. Југославија.
Сплотувањето на србите, хрватите и словенците во една држава не е, како што некои мислат, неочекувана политичка творба која случајно била создадена како производ на светската војна. Незиното потекло може да се најде 500 години во минатото, кога во древната република Рагуза се роди идејата за јужнословенска заедница. Како најистакнатите хрвати и словенци, така и најистакнатите срби отсекогаш ја култивираа идејата за југословенска заедница. Кога во 1914 година Србија го прифати предизвикот на Австро-Унгарија, незиниот парламент усвои резолуција дека борбата ќе трае се додека сите јужни Словени, тоест србите, хрватите и словенците, не бидат обединети во една единствена држава. Значи, во сите јужни Словени, Михајло Пупин ги брои само србите, хрватите и словенците. Да, тука изостануваат македонците, бошњаците, црногорците и другите малце бугарите. Сега, дали Пупин можеби е на линија дека македонците се антички? Па можеби затоа не ги смета за јужно Словени. Па можеби и тоа. 3 години подосна, вели Пупин, хрватските и словенските лидери се сретнаа со Пашич на крв и таму го потпишаа прочуениот крвски пакт, кој обзнани дека од тогаш натаму србите, хрватите и словенците, трите гранки на истата јужнословенска раса, ќе бидат, значи трите, не 3 од гранките, туку трите, само 3, ќе бидат обединети во единствена држава под управата на династијата Караѓорđević. Во декември 1918 година Народните собранија на хрватите и словенците усвоија резолуција дека заедно со србите од Србија ќе основаат единствена држава. Оваа резолуција беше ратификувана со Париската мировна спогодба во 1919 година, а одговорноста да ја консолидираат државата, 500 годишниот сон на југословенските народи, им припадна на кралот Петар Српски и неговиот син Александар. Кралот Александар одсекогаш чувствуваше дека неговата животна мисија беше да ја зајакне оваа консолидација. Соочен со многобројните непријатели кои ја обкружуваа неговата држава и ги охрабруваа центрифугалните сили, младиот крал увиде дека единствениот начин за остварување на оваа консолидација лежи во изградбата на моќна армија која би му помогнала да додржи цврста централна власт. Народите на Југославија ја споделуваа со кралот оваа негова определба и ентузијастички ги поддржуваа сите негови потези кои беа наменети да ја консолидираат југословенската заедница. Колку многу народите на Југославија, особено народот на Македонија, ја поддржувал оваа определба на кралот, можеме да видиме од записите на Андри Пози во неговата книга Црна рака врз Европа. Таа книга, како што веќе имам спомнато многу пати, е преведена и е бесплатна за симнување на нашиот вебсайт. Повторно ќе биде ставена како линк во описот на оваа епизода. Пупин понатаму вели: тие одсекогаш ја гледа оваа заедница како свето наследство од југословенското минато. И тие никогаш не се двоумеа да се жртвуваат за доброто на тоа свето наследство. Оној кој не го познава оваа свето богатство, никогаш нема сосема да го разбере значењето на владењето на кралот Александар. И сега, каде тука се наоѓа било какво споменување на факт дека Пупин ги смета македонците за засебна заедница, за засебен етнос, за засебна гранка на јужните Словени? Каде се споменува тука било каква поддршка за автономија на Македонија и за правата на македонците во Југославија? Никакви. Да, е трагично што самиот Пупин Македонија ја сметал за дел од Србија, за српска земја. Кон тоа ќе дојдеме. Па да, ајде да видиме тука што всушност. Епо, така, според ова писание што го успеав да го најдам. А што е тоа писание? Гласникот на Српското географско здружение. Текстот е пишуван во 2004 година. Да.
И тоа е научно дело. Научен труд. Од Мирко Грчич и Рајко Гњато. Да. И двајцата се професори. Да. Значи текстот се викан О националном раду Михајла Пупина. Да. Што со ова како што е насловот за националната работа на Михајло Пупин. Тоа и фактот дека ова е пишувано од Српско географско друштво. Не треба се свати дека тие него не велат дека Пупин направил лошо за србите, туку направил добро за српските интереси. Така да додека едните македонците кои не се бореле за Србија, кои не гинале, кои не биле во рововите на Првата светска војна, кои не гинале за српската за јужнословенската идеја, тие се прогласени за херетици. До ден денешен не смееме да ги проговориме или да отворено, слободно да ги дознаеме нивните вистински идеи, нивните вистински ставови за прашањето на македонското национално прашање. Да. Значи, ке дојдеме повторно ќе се навратиме на ова, меѓутоа очигледно е дека од самиот текст тука вели Пупин ја сматрал Македонија за српском земјом и увек употребljavao термин Стара Србија и Македонија. Одиме понатаму со нашата анализа. Сега, одиме со Макмилан. Значи, прашањето беше тука гледиштата на председателот Вудро Вилсон и барањата на Пупин да се решат историските и етничките прашања во Македонија и Словенија. Еве што вели Макмилан околу односите на САД и на останатите големи сили кон Македонија и Балканот. Американските експерти ја поддржуваа идејата Бугарија да добие пристап на Егејското море, како и Јужна Добруџа, а можеби и дел од Македонија. Што се однесува до Македонија, сојузниците заклучија дека и онака имаат премногу прашања на масата, за да можат да се посветат на таа несреќна и премногу спорна територија. Британците и французите се согласија дека беше премногу опасно да започнат да си поигруваат со границите на Балканот востановени пред 1914 година. Затоа Македонија беше оставена на страна и покрај тоа што таквото решение значеше дека значителен број на бугари ќе останат под југословенска власт. Понатаму Макмилан вели: Американците и со Балканот ја гледаа својата улога како на чесен посредник, пресекувајќи низ формалностите на старата дипломатија, со цел да го стават во примена новиот стандард на самоопределување. За жал, вистината за населенијата на Балканот не можеше лесно да се открие. Праксата на самодефинирање според националност беше толкава новина што многумина жители на Балканот се уште се дефинираа според својата област или клан, или како што беше за време на турската власт, според својата религија. Дали беа србите и хрватите слични, бидејќи го говореа речиси истиот јазик, или различни зашто првите беа православци и го користеа кириличното писмо, а вторите католици кои ја користеа латиницата? Каде припаѓаат македонците? Со грците поради нивната историја или со словените поради нивниот јазик? Значи, ова прашање постоело од поодамна, дали се македонците антички или словени, и тогаш било нерешено. Да. Понатаму таа вели: како да се исцртаат уредни граници таму каде што има толкава мешавина на население? Како да оставиш да живеат заедно народи кои научиле да стравуваат едни од други? На демографските карти на Балканот тезените беа прекрасно уредни со големи области од монотони населенија со ретки точки на малцинства. На теренот беше помалку прекрасно. Крчкава чорба од сомненија и омрази. Понатаму таа вели: државата на јужните Словени, калдармисана од Србија и јужните области на исчезнатата Австро-Унгарија, која што изникна во 1919 година, беше производ и на случајност и на избрзани, често очајни одлуки.
Не беше јасно ниту како да се означува делегацијата, ниту како ќе се вика државата за која таа се залага. Со чината од Србија и јужните делови на исчезнатата Австро-Унгарија, таа конечно го усвои името Југославија. Мировната конференција, спротивно на народните убедувања од тогаш наваму, не беше онаа која ја создаде Југославија. Таа веќе се беше создала себе си уште пред првите дипломати да пристигнат во Париз. 70 години подоцна, силите беа еднакво немоćни да го спречат нејзиниот распад. За формирањето на Југославија ќе треба да посветиме посебна емисија, меѓутоа она што сме го спомнале и во односно што се споменува и во нашите учебници е дека веќе кон крајот на 19. век во Хрватска се појавува југословенското движење и таму всушност се раѓа идејата за Југословенска федерација. Меѓутоа конфликтот е оној кој што ја растури Југославија. Да. Во Хрватска и Словенија идејата за Јужнословенска федерација е да биде тоа една конфедерација на независни држави кои што ќе имаат која што ќе служи да ги заштити националните обележја на овие засебни народи и која што ќе им дозволи слободно саморазвивање, а во Србија идејата е за формирање на голема српска држава каде што ќе има српскиот етнос ќе биде доминантен и тоа ќе биде држава со централистичко управување. Да, па тие диаметрално спротивни ставови како да се организира државата по завршувањето на Првата светска војна доведува до големи перипети и не можност на таа држава да се развие, да живее. Проблемот е во тоа што едната страна ја гледаше Југославија како спас од Австро-Унгарија, Да. додека другата страна, новодобиените територии и новата држава што ќе се формира ги свати како награда. Да. Таа понатаму вели во февруари 1919 година мировниците се уште не беа одлучиле дали ќе бидат добри или лоши самовили. Со исклучок на една. Италијанската влада предпочиташе да ја задуши новородената држава во нејзината колевка. Британија и Франција отпрвин колебливо и се придружија на Италија и одбија да ја признаат новата држава. Соединетите американски држави, кои немаа љубов кон Италија и нејзините балкански амбиции, ја признаа Југославија во февруари. Британија и Франција истото го сторија во јуни, делумно како реакција на италијанската непопусливост, која тогаш се закануваше да ја напушти мировната конференција. Значи, ова ја руши целата теза на текстот на Миневски. САД е првата голема сила која што ја признава новата југословенска држава. И таа е онаа што го окончува македонското прашање. Да, една од причината поради која Италија под Бенито Мусолини ја напушта Лига на народите е поради тоа што со Лондонскиот договор од 1900 таниот Лондонски договор со кој Италија е докупена да се приклучи на страна на сојузниците на Антатата, се ветуваат територии од Хрватска, Словенија, Италија, од Австрија, неисполнувањето на Лондонскиот тајни договор и сојузничките сили на Антанта не ја губат Италија и нивната верност, нивната лојалност. Да, и во периодот што следи, Италија под раковството на Мусолини поддржува идентистички движења, меѓу кои ВМРО, Усташите и така натаму. Мусолини како чин на одмазда се прави сојузништво со Хитлер. Истото се случува со јапонците се чувствуваат за навредени во Париз и затоа тие прават сојузништво со Хитлер. Значи, тоа семето на раздорот и семето на Втората светска војна веќе се сади тука со признавањето на Југославија. Да. Тоа е првиот чекор кон Втората светска војна. Значи, Првата светска војна започнува во Југославија. Можеме да речеме дека Берлинскиот конгрес е зачетокот, е семето на Првата светска војна.
поводот е атентатот во Сараево, а потоа зачетокот на Втората светска војна, семето на Втората светска војна е засадено со признавањето на Југославија. Да продолжиме со Миневски. Во едно писмо испратено од Париз на 24 април 1919 година до премиерот Стојан Протич, Пашич високо ја оценува работата на Михајло Пупин во Париз, но во додаток на писмото меѓу другото стои: Пупин сака да се најде овде во времето кога ќе се решава за исправките на нашата граница спрема Бугарија, бидејќи сега има силна пропаганда во корис на Бугарија, а мисионерите и професорите на Роберт Коледжот водат жестока кампања за автономија на Македонија. На одвоена консултативна седница на југословенската делегација во Париз, одржана на 2 мај 1919 година, се дискутирало за Вилсоновиот план за Балканот и на крајот биле усвоени неколку заклучоци по кои треба делегацијата да решава. Во заклучоците, во 6-та точка се зборува за македонското прашање. Не знам за кои заклучоци се зборува тука, се обидов да најдам да истражам на интернет, не можев да најдам ништо друго освен 14 точки повторно испаѓаат како резултат. 6-та точка се однесува на Русија. Во 6-та точка во 14 точки се однесува на Русија. Така што не знам конкретно за што станува збор. Меѓутоа, Миневски вели во заклучоците во 6-та точка се зборува за македонското прашање. Па цитира тука: Господин Бошковиќ соопштува дека според информациите што ги има, барем до известна мера во Америка, таму се шири идејата за автономија на Македонија. Ако Вилсон ја прифати таа идеја и со неа излезе во јавност, ќе биде многу тешко состојбата да се врати назад. Затоа би било потребно на некој начин да се спречи Вилсон во тоа, зашто нашето кралство никогаш не би се сложило со таа комбинација. Би требало ова да му се каже на Пупин, кој се интересира за ова прашање. Пашич против Пупин. Сега ќе се вратиме на тоа. Само мислам дека подобро ќе поефективно ќе биде ако тоа прашање го разгледаме тука. Значи Пашич против Пупин, вели Миневски. Во врска со нагласувањето на Михајло Пупин, во врска со несогласувањето на Михајло Пупин со Никола Пашич во врска со решавањето на македонското прашање, на што Пупин инсистирал и несебично се залагал започнувајќи од Првата Балканска војна, па во текот на Првата светска војна, а посебно на мировната конференција во Париз, треба да се знаат неколку податоци кои биле против Пупин и неговите идеи по напуштањето на Париз и враќањето во САД. Станува збор за силни организирани напади против него, координирани од Пашич. Според спомените на Миливој Матич, српски функционер од тоа време, ситните луѓе се обидувале да му се одмаздат на Пупин за ставовите на мировната конференција во Париз, па ја побуниле младината и таа демонстрирала против него кога бил во Белград по враќањето од Париз. Белградската општина и Белградскиот универзитет се приклучиле на протестите. Ајде сега да видиме што вика географското друштво. Па сега ќе го прочитам тоа. Тој изводок што го успеав да го најдам, па ќе малку ќе дискутираме околу ставовите на тој наводен конфликт помеѓу Пашич и Пупин. Да. Пупин ја сметал Македонија за српска земја и секогаш го употребил терминот Стара Србија и Македонија. Од денешен аспект е сосема јасно колку е значаен неговиот допринос за воспоставувањето на границите на Југославија. Меѓутоа, по завршувањето на Првата светска војна, иако тоа се знаело во круговите на српските и другите политичари, во јавноста тоа е затешкувано. Например, Пашич во своето писмо до Стојан Протич, председател на владата на кралството на СХС, во тоа време од Париз, го напишал следново: Пупин ни прави големи услуги и со тоа што ги знае американците и што знае какви се нивните погледи и на што се обраќа внимание. Штета што не го знаеме од подобно. Скоро Пупин ќе дојде во Србија. Чека да се најде тука време кога ќе се решава за исправање на нашата граница со Бугарија. Така да сето тоа тврдење дека Пупин и Пашич имале некогаш си конфликт во однос на некаква си на автономна македонска држава, на создавање на автономна македонска држава, едноставно паѓа во вода. Да. Ако имало некакви сукоби помеѓу
Пашич и Пупин, тоа е нешто на некаква лична основа или на некаква внатре српска основа. Да. Бидејќи и во стара Југославија, во стара Србија, тоест во Србија пред Балканската војна, имало различни судири, внатре политички судири. Имало борби за превласт, но тоа не значи дека имало конфликт во однос на великосрпското прашање. И сега конечно, за време на својот живот, ова е исто така од извадок од географското друштво. Така. За време на својот живот Пупин добил известни признанија за својот патриотски труд. Бел орел од кралот Александар 1930, почесен граѓанин на големиот Бечкерски 921 и на Блед 21. Понатаму во текстот на Миневски се дава една биографија на Михајло Пупин и се продолжува да се величи човекот пред македонската јавност. Па тука се споменуваат некои фондови, специјални фондови за деца, кои што Пупин ги собирал во Америка, па се даваат фигури, цифри за колку пари се приберени. И тука се споменува неговата донација за камбана на црквата Свети Климент и Наум во Охрид. Па текстот вели вака: кога по втор пат по Првата светска војна во 1921 година Пупин ја посетува Југославија, тој решава да изгради камбанарија, да се излие најголемата камбана на Балканот и таа да се постави во Свети Климентовата црква во Охрид. Камбаната ја порачал преку својот пријател доктор Нико Жупанчич во Љубљана. Камбаната тежела 2,3 тони, а била донесена во Охрид во јуни 1923 година. Затоа на 6 август 1923 година во весникот Јужна звезда, кој излегувал во Битола, меѓу другото пишува: во старославниот историски град Охрид звони денес на бедемот на Свети Климент, најголемата камбана на Балканскиот полуостров. За оваа камбана Пупин платил 129.000 динари, а самиот меѓу пријателите ја нарекувал камбана за ослободување на Македонија. Повторно за ослободување, кој е ослободување и од кого? Една голема иронија. Да. Понатаму се вели истата камбана е уште во камбанаријата каде што била поставена пред точно 90 години, а на неа во вид на шестаголник е изгравирана икона со ликот на Свети Климент и надпис: со песна го славиме Господа и ја испраќаме молитвата на Свети Климент за единство, братство и среќа на сите јужни Словени. Го дарувал старославниот Охрид Михаил и Пупин. Лето 23 година. Значи повторно тука посветата е на сите јужни Словени, а не на македонците. Да, едноставно како да терминот Македонија е во вакуум, некако вакуум кога го треба да го користи Михајло Пупин. Да, едноставно можеме да кажеме дека Михајло Пупин терминот македонци го користи на исти начин како што бугарите го користат терминот. Да. Како за припадници на српскиот народ кои што живеат во Македонија. Да, би се сложил со тоа. Би сакал да додам дека тој Михајло Пупин едноставно започнува да го формира тој лојалистички дух на македонците во Македонија, во вардарскиот дел, кон српската круна, кон српската држава. Да, токму така. Сега, уште многу посериозна работа. Во текстот понатаму се вели: од делумната листа на доброволни прилози што ги давал Пупин во Македонија. Да почнеме од почеток. Од делумната листа на доброволни прилози што ги давал Пупин во Македонија може да се види дека негови пари добивале повеќе институции и поединци, како на пример Женското занаечиско училиште во Струга, Соколското друштво Крали Марко во Скопје, а негови пари стигале и за настраданите од поплавите во Битола. За мене многу е важно ова Соколско друштво Крали Марко. Ние
например, во Куманово знаеме дека постои една стара спортска сала која се вика Соколана. Да. Верувам дека и по други градови во Македонија има слични такви објекти. Меѓутоа, никој не знае што се тие. За јас со Соколаната имам некои добри сеќавања, бидејќи таму тренирав гимнастика со мојот тутор Јане. Инаку друго не знам за Соколаната. Соколаната е едноставно како еден вид обележје на градот, изградена на еден рид во парк. Меѓутоа, што е Соколаната, кои се соколите, не знаеме. Да. Па еве, можеме сега да го научиме и тоа. Ќе дадеме еден цитат од книгата на Анри Пози, која што ќе ни ги објасни кои се соколите. Пози вели вака. Југословенската воена организација е довршена со две масивни формации, кои сочинуваат нешто како втора армија, рамо до рамо со регуларната армија, но се независни од неа. Соколите и четниците. Четниците ги знаеме кои се. Значи, соколите се нивните браќа. Обете под директна контрола на военото министерство. Веќе половина столетие, соколите играат улога во Централна и Источна Европа. Нивната задача е да го развиваат националниот дух преку физичкото и моралното образование на младината. Силна организација веќе постоеше во Хрватска и во Словенија во времето на нивното вклучување кон Србија и еден од првите акти на пансрпските или велесрпските диктатори беше да ги распушти како независни тела и да ги преиначи во државни соколи, наменети да ја дадат на младината интензивна воена обука под контрола на службеници назначени од Министерството за војна. Сите младинци постари од 14 години беа обврзани да земат учество во оваа организација, а подоцна оваа обврска беше проширена на сите млади војници. Значи, ова доаѓа нешто како Хитлер-Јунген. Да, за тие што не се познати со терминот Хитлер-Јунген, тоа значи Хитлерова младина. Да. Поранешните соколански организации така стана проверени центри за воена подготовка и обука. На крајот на 1932 година југословенските воени соколи имаат членство од 135.500 припадници, поделени во 715 асоциации и локални формации. Значи, што научивме денес после овие 90 на минути анализа на есејот на Блаже Миневски? Научивме дека продолжува да живее не само српството и великосрпската пропаганда во Македонија, туку нешто многу подлабоко и многу посериозно и многу попоразително за македонскиот карактер и македонската кауза. А тоа е величење на оние кои што работеле против македонската кауза, а црнење на оние кои што всушност ги посветиле своите животи и дале се од себе за Македонија и македонската кауза. Тоа е оној духовен проблем за кој што јас зборувам постојано, со кој што ние македонците сме соочени и кој што се додека решаваме да, односно кој што одбегнуваме да го решиме, се додека решаваме да одбегнуваме да го решиме тој проблем, се дотогаш ќе имаме проблеми и се дотогаш ќе бидеме нечии туѓи слуги. Се дотогаш другите ќе ја решаваат нашата судбина и нашата иднина. Се дури не се погледнеме во очи, не се погледнеме во огледало и не признаеме, не им го признаеме на оние кои што го заслужиле, вредноста, жртвата која што ја дале. Се дури на тие луѓе не им го признаеме трудот и заложбата, а се дури им ги величиме оние кои што работеле против нашата заложба, се дотогаш нема да мрднеме напред. Се дотогаш ќе останеме туѓи робови. Значи, првиот чекор е да ја осознаеме вистината и да се соочиме со неа. Да видиме што било, како било и после понатаму да почнеме да ги решаваме проблемите. Се дури тоа не се случи, нема да може да се случи ништо понатаму. Како што видовме сега, според записите на Маргарет Макмилан, односно според истражувањето на Маргарет Макмилан,
македонското прашање воопшто не било на маса за време на Версајската мировна спогодба. Да, единствено тоа е точно. Единствено што можам да кажам дека единствено кога македонското прашање е на маса е тоа еден век порано. Да. Кога по руско-турската војна од 1988 година. Околу половина век порано. Околу половина век порано. Да. Тогаш се раѓа и отприлика со Версај се прави еден обид македонското прашање, односно не се прави обид, самото тоа се закопува бидејќи нема веќе сега тука е другото прашање. Кога ги гледаме работите на назад во ретроспектива, имаме можност да ги согледаме сите работи и што викаат овде со совршен видик. Да. Значи дали треба да ги обвинуваме, да ги критикуваме овие кои што во тој период сметале дека можеби најлесно и најбрзо решение на македонското прашање преку влегување во сојуз, дали со Србија, дали со Грција, дали со Бугарија, или дали треба нив сега да ги со денешни очи да ги критикуваме и да ги нарекуваме предавници. Верувам дека не е исправно. Во тој момент таквата определба делувала како најдобра. Меѓутоа, таа определба гледаме сега, имаме веќе 120 години историја зад нас, која што ни укажува дека сите обиди да го решиме нашето прашање во пакет со другите балкански народи само води до поголеми проблеми за нас. Да, проблем, најдобар пример за ова е Версај, бидејќи македонците кои учествувале на страна на Бугарија ја дочекаа судбината да биде раздвоени. Да. Истото е проблемот со Германија по завршувањето на патот на двете светски војни. Како виновник таа поделена и окупирана над 50 години. Да. Се уште нема крај на тоа. Да. Две империи се распаѓаат и умират. Три империи, пардон. Австро-Унгарија, Отоманската, Руската империја. Да. За жалост, русите имаат еден тежок проблем што тој болшевистички тоталистички систем кој е наметнат од 1980 се наметна по завршувањето на Првата светска војна се уште не може да се отргне. Добро, тука мислам дека проблемот е рускиот карактер. Да. Бидејќи и пред комунистичкиот тоталитаризам во Русија веќе имало царски тоталитаризам. Да. Полициската држава веќе постоела во Русија. Али тоа го ставиме за... Да. Во Отоманската империја исто така била труло царство. Така. Австро-Унгарија до некаде веќе го изгубила оној свој германски дух. Би заклучиле само уште еден краток коментар на Версајскиот мировен договор и на Версајскиот светски поредок. Многу често деновиве, па не само деновиве, туку во изминатите 20-30 години, особено после оној говор на стариот Буш за нов светски поредок, тој термин многу често се споменува, меѓутоа се чини дека луѓето не знаат за што зборуваат. Светскиот поредок во кој што живееме денеска е воспоставен во Версај. Во груби црти ќе ги прочитам првите 3 точки од 14 точки на Вудро Вилсон. Првата точка се однесува на отворени договори кои што треба да се прават, отворени спогодби кои што треба да се прават не зад кулисно, да. Не зад затворени врати. Туку сите меѓународни договори треба да се прават отворено и јавно. Втората точка се однесува на слободата на навигацијата на морињата. Третата точка се однесува на отстранување на економските бариери и воспоставување на слободна трговија. Четвртата точка се однесува на намалување на воените сили. Значи, еве го, тоа е поредокот во кој што живееме денеска. Тоа е поредокот во кој што живееме во изминатите 100 години.
на поредок кој што се залага за намалување на трговски бариери, за одржување на поморските патишта и за правење на отворени меѓународни договори и меѓународни заедници. Да, па со тоа едноставно можеме да заклучиме бидејќи иако Америка ја признава Југославија, сепак не го ратификува Версалскиот мировен договор. Да, тоа е една интересна работа бидејќи тоа е одраз на конфликтот помеѓу конзервативните сили во САД и прогресивните сили. Да. И сега, што се случува тука? В Германија и другите поразени сили, но меѓутоа најмногу во Германија, Версај го означува крајот на конзервативниот поредок во таа држава. Да. И она што следи во меѓувојниот период во Германија, посебно во Виермарската република, јас пред 10 години го проучив економскиот аспект на она што се случувало во Германија. Меѓутоа, културниот аспект е исто така многу интересен. Што се случува? Значи, се отстранува конзервативната основа на таа држава, аристократијата која што управува со таа држава се отстранува и државата станува република. Да. Од никаде. Во земја каде што не постои култура на републиканство, на демократија, во земја која што илјадници години живее под еден феудалистички систем, ефективен и добронамерен, меѓутоа феудалистички систем, тука се отстранува таа конзервативна подлога и државата станува социјалистичка, републиканска, ваква, онаква, и затоа културно таа држава се распаѓа, економски се распаѓа и тоа води до доаѓањето на власт на една реакционерна опција како што е Национал-социјалистичката партија на Хитлер. Да. Нисто така што би сакал да подречам околу сега што се цело време се напаѓа новиот светски поредок. Да. Од аспект на Македонија. Да. Од аспект на нашето кренското прашање. Тоа е полезно. Бидејќи не можеме да живееме цело време искарани со сите. Да. Да сме покарани со сите, ама со едни да држиме таа лојалност. Да. Тоа е големиот проблем на македонската надворешна политика од 90 по самостојувањето на Македонија. Тие не градиме вистински односи со другите балкански соседи. Да. И сега јас би рекол вака, што се однесува до новиот светски поредок и Македонија. Овој светски поредок кој што живееме, значи ако зборуваме за нов светски поредок, тоа е Версајскиот светски поредок. Бидејќи такво нешто историјата не познава. Не познава вакви едни отворени меѓународни односи, слободна трговија без никакви препреки. Такво нешто историјата не познава. Ова е нешто уникатно. И кога гледаме производот на сето тоа во изминативе 100 години, гледаме дека до еден извесен период, до кај 60-тите години, тоа придонесувало до прогрес во смисла на економски напредок и технолошки развиток на овие на западноевропските на западните држави, кои што придонесува до олеснување на животот. Меѓутоа, сега веќе доаѓаме до зенитната фаза на сето тоа и поради тоа што традиционалните постулати се отстранети, особено тука зборуваме за црквата како фактор во општеството, и занемарување на историјата и на класицизмот, што е всушност еден од основните постулати на прогресивизмот. Тие постојано бараат да се оди напред. Да. Без разлика на тоа дали промената е потребна или не, дали таа може да означи некаков да означи некаква опасност, да означи некаков проблем. Нив не ги интересира тоа, нив ги интересира само понатаму уште, тоа е како една зависност од дрога. Само бараш уште ново нешто. Да. И еве тоа гледаме на лично ниво
со тоа што луѓето стануваат се повеќе зависници дали од опитки, дали од технологија, од нови информации, затоа Facebook и другите такви слични овие социјални мрежи нон-стоп само бараат луѓето, чекаат нешто ново ажурирање, нешто ново само чекаат. Луѓето немаат веќе трпение да читаат книги, да читаат, да изучуваат нешто подолго, да седат мирни едноставно со часови да слушаат предавања. Нон-стоп бараат нов стимул. И тоа е всушност прогресивниот менталитет. Постојано се бара нешто ново, нов стимул. Значи сега во првите неколку фази на тој прогресивен, на новиот светски поредок, секако тука мора да игнорираме Втората светска војна, мора да игнорираме меѓувојниот период, мора да игнорираме што се случува во Русија, во Советскиот сојуз, и да кажеме ете има еден период на вистински напредок и на подобрување на животот. Меѓутоа сега онаа изолација која што Западот ја уживаше од она што се случуваше во Советскиот сојуз, па дури во можеме да кажеме дека ова големата депресија во сад, впрочем, е израсток на таа прогресивна политика. Меѓутоа ете има еден период каде се успева да се срочат сите тие работи, да се смири топката и имаме период на напредок, меѓутоа веќе во последниве 5-6 години, посебно од она кризата од 2008, значи 10-11 години, веќе и на Западот се чувствува едно посериозно зачкрипување на запчаниците. Веројатноста е дека овој светски поредок, Версајски светски поредок ќе се распадне во некоја си догледна иднина. Моје мислење е дека на светот му предстои едно темно доба, бидејќи благодарение на технологијата луѓето стануваат се помалку физички активни и се помалку ментално активни. Да. Од друга страна, прогресивната политика инсистира на градење на социјална држава и на поштедување на криминалците, на казнување на оние кои што се успешни и трудолюбиви, а наградување на мрзешливите. Така што веќе имаме студии кои што покажуваат дека коефициентот на интелигенција на глобално ниво веќе опаѓа околу 2 века, а сега се повеќе ќе се забрза тој процес, бидејќи сега третосветските населенија стануваат се повлијателни на светот со овие миграцијски движења, како што реков веќе, трудолюбивите луѓе се обесхрабруваат од размножување, од градење на семејства, тие се казнуваат со прогресивни такси, нивните пари се даваат на мрзешливи рџи, самохрани мајки и такви работи. И не само тоа, само традиционалниот брак, што значи унија меѓу маж и жена, сега се заменува со некој си прогресивен брак, од истополовен брак. Да. Се уништува, индивидуата се уништува, која е основа на општеството. Да, и семејството. Индивидуата и семејството се уништуваат со различити технолошки достигнувања во медицината, научни достигнувања во медицината. Да. Али што би сакал да кажам, што би сакал да додам, што би се надовржал. Именно сите пред неколку години сите бевме сведоци на на британскиот референдум за излез од Европската унија, или популарно наречен Брекзит. Според тоа Брекзит се случи поради тоа што традиционалната суверена држава, национална држава почна да ги губи своите ингеренции во име на некаков си нов глобален поредок, на стариот поредок на Версај, каде националната држава се заменува со постмодернистичка, наднационална, супранационалистичка држава која нема никакви етнички корени, која нема национални вредности. Да, па всушност овој сега
глобализам кој што го гледаме денеска е само зенитот, кулминацијата на Версај и на идеите на Вудро Вилсон. Да. Се надеваме дека бевме полезни во овие час и половина, час 45 минути веќе колку ќе излезе. Се надеваме дека успеавме да го задржиме вашето внимание, иако ова беше малку подлабока и посува тема, меѓутоа се надевам дека ќе останете со нас, дека останавте со нас и дека ќе го споделите оваа видео, односно оваа епизода, дека ќе ја споделите со вашите пријатели и дека успеавме да ви помогнеме во расчистувањето на многуте непознати работи околу Македонија, македонското прашање, Македонија и Версај, Македонија, оној клучен период за македонското прашање. Ние секако ќе продолжиме со нашите истражувања. Веќе имаме подготвено многу други теми кои што треба да се разработуваат, меѓутоа сето тоа бара време и труд, па затоа не можеме и да се додржиме. Например, оваа епизода ни требаше 2 недели да ја подготвиме. Така, се надеваме дека ќе останете стрпеливи со нас и кога ќе нема епизода секоја недела, сметајте дека се работи на нешто посериозно. Во таа смисла, сакам да ве потсетам да ги лајкувате нашите видеа, да ги споделувате и да се зачленувате на нашиот YouTube канал, со тоа ќе успееме да го израснеме каналот, па можеби ќе можеме и да го монетизираме, доколку до тогаш левичарските комунистички сили не го отфрнат нашиот канал од YouTube. Се надеваме дека ќе останете и понатаму со нас во нашата борба да ја осознаеме и распространиме вистината, затоа што вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.